Се воведоа мерки за спречување на аерозагадувањето во скопските општини Центар, Газибаба, Карпош, Лисиче и Ректорат. Според државниот автоматски мониторинг систем и управата за хидрометеорологија во овие општини, прагот на алармирање на суспендирани честички ја надминал нормалната вредност. Активирани се вонредни инспекциски контроли на индустријски капацитети, возила и градилишта, како и забрана за горење на отворено. Се препорачува бремените жени, лицата над 60 години и хронично болните да бидат ослободени од работни обврски. Исто така се препорачува да не се организираат спортски и културни настани на отворено. Полицискиот систем Safe City воведува ред во скопскиот сообраќај, иако се уште не е пуштен во официјална употреба. Видливо е на улиците дека се вози поспоро, а и црвеното на семафорот се повеќе на вистина црвено. Воедно и статистиката покажува дека се намалуваат сообраќајните несреќи и што е особено добро, нема како порано многу потешко повредени лица. До февруари, кога ќе почне казнувањето, се очекува кај скопјани уште повеќе да се стекне навиката за возење според правилата и прописите. Останува до февруари и надлежните служби малку повеќе да ги спастрат семафорите, да се постават сообраќајни знаци секаде каде што налагаат прописите и пред се да се подзакрпат дупките по улиците и тротоарите. За овие 2 месеци и сообраќајната полиција треба да тренира малку повеќе соодветно работење на улиците. Оти Safe City не е направен да ги регистрира сите прекршоци. Единицата за брза полициска интервенција при секторот за внатрешни работи Скопје денес го одбележува своето 6-годишно основање. На настанот беше и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. 6 години храброст, професионалност и посветена служба во заштита на граѓаните и јавниот ред, истакна министерот. Овие полицајци во текот на минатата година извршиле околу 30.000 интервенции и, како што велат оттаму, забележано е значително опаѓање на бројот на разбојништва. Спроведена координирана полициска акција на повеќе места низ Македонија. Во текот на ноќта помеѓу 17 и 18 декември, вчера во рамките на акцијата уапсени се 11 лица. Јавен обвинител донесе наредба за спроведување истражна постапка против 33 лица, поради основано сомнение дека сториле кривични дела од економско-финансиска природа. Осомничените лица се товарат за кривично дело злосторничко здружување, злоупотреба на постапка за јавен повик и перење пари. Според наводите во наредбата за истрага, во текот на 2023 година тројца осомничени како службени лица вработени во СМ дистрибуција на топлина до ОЛ Скопје и 4 управители и или собственици на 2 осомничени правни лица создале група со цел вршење кривични дела, злоупотреба на постапката за јавен повик. Со разни действија осомничените овозможиле правното лице од Скопје да се стекне со противправна имотна корист во вкупна вредност од 7.682.445 евра на штета на буџетот на СМ дистрибуција. Во тек е генерално чистење на целата општина Киселавода, кое се спроведува втор ден поред. Од општината информираат дека во акцијата се ангажирани околу 30 сезонски работници и моментално е фокусирана на урбаните заедници 11 октомври бараки и 11 октомври згради. На теренот е обезбеден целокупниот потребен алат со соодветна механизација и специјализирани возила за чистење. Се чистат улици, тротоари, јавни и парковски површини, како и паднатите лисја. Акцијата ќе продолжи и во наредниот период, се додека не бидат исчистени сите населби во општината. Уапсен е избеган силувач и киднапер кој требало да издржува затворска казна. Вчера во 14 часот и 20 минути во Скопје, по судска наредба, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода 40-годишниот скопјанец. Тој бил баран со потерница за издржување казна затвор од 4 години и 10 месеци. Осуден е за кривичните дела грабнување и силување. По целосно документирање ќе биде спроведен во казнено-поправна установа. Во годината кога МНТ одбележува 80 години постоење, во фоајето на театарот свечено беше промовирана монографијата Македонски народен театар 1945-2025, приказник поголеми од времето.
Обраќајќи се на промоцијата, директорот на МНТ Никола Кимовски истакна дека монографијата не е само книга, туку колективен чин и сведоштво за 8 децении театарска мисла, љубов и трагање по смислата. Со видеопорака до присутните се обрати и драматургот Дејан Дуковски, кој проговори за личната и генерацијска врзаност со МНТ. Тој потсети дека повеќе од 3 децении неговиот творечки и животен пат е нераскинливо поврзан со МНТ.